да. Од македонско поубаво нема. Убава земја, почва убаво сонце, убав воздух. Се убаво, сине Господ дадел. Врнежлив, но полн последниот петочен пазар од ноември во Штип. Цените и натаму за дел купувачи високи, за друг дел реални. Други се помирени со скапотијата, велат скапо ефтино мора да се купи. Граѓаните најмногу купуваа компир, зелка, краставица и морков, а од овошје веќе актуелните мандарини. Велат зимницата е направена, туршијата ставена, сега само пазаруваат производи потребни за преку целата недела. Тука е добар, само дошто врне. А има ли квалитет производ? Па има. Има нешто квалитет. Што ќе купиме? Па зеленчук нешто, за обновање, што друго. Толку. Стави зелка, готово. Заврши и таа работа. Се има. За това ставаме зелката. За сарма, подворок и тие работи. Компирче имам, јас садам сам. Друго? Па краставички, патлиџани, грозге. А? Зелка купиме. Цените добри ли се? Па за кој како? Добри се, сине. Према джебо. Кој си има пари, нема проблем. Добри се, сине, добри. Цените. Добри се, сине, цените. Не се лоши. Гледам зелката помалку е сега. Кој нема пари, лоши. И патлиџано гледам дава, значи веќе убаво е. Само Господ здравје нека даде. Убаво е. Па така е, синче. Кој не работи? На нас ни стое скапо, на народа на них им стое ефтино, ама убаво е, убаво е. Има ли квалитет реално? Да, да. Од македонско поубаво нема. Нешто купуваме. Има ли квалитет? Има, сам пари да има. Продавачите пак велат цените иако се пристапни, граѓаните при крај на ноември внимаваат што и колку купуваат. Скапо им се чини се бидејќи е крај на месец. Френки, тиква, зелка, круши. Домашно, нашем производство. Одат на вешто. 20 тиквите. Френките 30. И тие 30. Крушите 50 крушите. Има ли рок оваа година? Нема, слабо. Обично за мене броколата ја барат, прочел ми излезе, нопса ја барат и моркова. Тоа највеќе барат сега. Цените? Цени се како прошлиот петок така исти, не се качувани ништо. Значи тука се. И нормално домашна френка имам, патлиџан и тај го зимат бајање. Отива е домашен, отворено, не е отворено, многу бафли за едење и зимат го. Како го чувате сега? Па биде покриене со филц и топла година беше, не е измрзнат. Инаку овој петок се бараше и дуњата, портокалот и бананата. Се продаваше и последниот ајварски пипер, како и марула и млад кромит. Овој петок имаше и побарувачка на јајцата, бидејќи како што велат граѓаните, во маркетите веќе цената е неподнослива.